Со 18 снимени епизоди ја спуштаме завесата од премиерната сезона на подкастот Спорткаст на Слободен печат. Од мое име и од името на Слободен печат сакам да се заблагодарам за целиот фидбек кој го добивме од вас гледачите, за сите прегледи, предлози и коментари. Секој почеток е тежок. Не се обесхрабревме и цврсто чекоревме кон остварување на нашата мисија, а таа е поголема застапеност на спортот, спортистите и спортските теми во медиумскиот етер во Македонија. Среќен сум што во оваа прва сезона фативме голем број на спортови и дадовме простор македонската јавност да слушне и за оние помалку познати спортови во нашата земја. Сакам да се заблагодарам и на нашите гости: Дарко Ангеловски Шаби, Бошко Тасиќ, Ѓорѓе Наџевски, Славе Николов, Кире Трајковски, Вилма Марковска, Игор Јакимовски, Горан Андреевски, Лазе Лазаревски, Горан Ѓурчиновски, Ненад Манеловски, Горан Ѓоргоновски, Александар Ефтимов, Дамјан Петрески, Тодор Гечевски, Енис Фазлагиќ, Мијалче Дургутов, Александар и Катерина Ацески, како и последниот наш Душан Домовиќ Булут. Во продолжение погледнете ги на интересните моменти од првата сезона на Спорткаст со Стефан. Како е да му браниш сервис на Леон? Ја мислам дека најдобре сервис во одбојка. Ја буреци јадам многу зборам. Таман кога се загревавме, ја доаѓам му викам, знаеме дека Леон нема да игра, тој ти каков Роналдо, каков Меси изнате брат од бојка. И доаѓам и му викам, брат, ако не играш, ама ако влезеш, брат, жити све, му викам, сервирај мене, викам, дали знам, дали сум спремен. И него го ставаат, брат, трети сет го ставаат. 23 поен за нив, брат. Бомба, брат, 130 на сат. Му одбрани сервис. Брат, му одбрани, брат, нема го бранам сега место на место да иде таму тој бомба пичка матере. Отиде натака некако бамо не фати блок сега на 24. Сервира со 132 на сат, брат, и тоа беше вака. И он на крај ми вика, па сервиравме два пати тебе. Според задњата статистика на ДИК и на аеродромци, рейтингот на Шаби порасна на 94%. Поздрав до сите, Шаби 1, Шаби ликот и делото на Шаби ќе трае долго, уште многу долго. Не се кирете, не ги поздравам колегите од репрезентација за што не заслужија поздрав од Слободен печат, може ќе заслужат од некое друго место, брат. Може и да поздравам да со Слободниот печат, да си го купувате 30 денаре. И ова е, како беше? Хартијава е разградлива, така беше? Да. Разградлива е, купувајте си, читате си Слободен печат. Како стигнуваш да правиш интервју со Новак Џокич? Од каде е контактот? Еден од најдобрите. Дефинитивно. Па тоа се беше пак сплет на околности. Некако па баш 2011 се вратив за да одам на Девис Куп полуфиналето помеѓу нив и Аргентина. Прв пат го запознав него и пиарот на неговиот тим. И некако ја имав таа среќа во прв момент да ја запознам Неда, жената која што беше дел од Тениски сојуз на Србија, и негова голема пријателка, долги години, соработничка во пиар тимот, и ја замолив рака, знаеш, ако може нели, ако може изјава, да ми подпише топче, да ми подпише книга. Жената без проблем рече, нема проблем, само знаеш што нека излезе од медија делот, тука на прелазот ќе направиме се што сакаш. Нека се расчисти гужвата, помпата. Океј. Така пишувајќи, да, ме вика. И некако од тогаш ми се може уште 4-5 надпревари. Најнормален човек, наједноставен. Дури се извинува дека треба да замине. Онака беше баш онака фасцинантно за една величина од него. Како одеа годините, он се стануваше поголем и некако одма после тоа ги прашав како оди процедурата. Испрати мејл, па секако ќе ти одобриме, ќе ти одобриме. Почекав 3,5 години, со сите оние салтанати што ги бараат, 15 3,5 години чекаше за 3,5 години. Да, 21 февруари, пред пандемија, пред светот да се затвори, го реализиравме. Луѓе сме си другари сега. Сега сме другари. Своевремено и двајцата сме исти карактери, знаеш. И импулсивни двајцата и реагира. А што се случи, зошто до инцидент, влезе у терен да се пресмета со нас на тие едно дербито Вардар Металург. Меѓутоа иде тоа 2 недели претходно. Судевме некоја друга утакмица на Вардар. И у сала бевме само јас, Славе, татко ми и Неделко.
Работеше своевремено судија, делегат и работеше во Сојуз. И он ја фрла тренерката и вика, јас ти кажувам веќе ти нема да судиш овде. На кого ме му кажуваш? Ја по него у трибини и тука Славе, татко ми, значи тоа беше увертира у она што се случи после. Ја Пунаева беше, да. И после се случи што се случи. И сега да сме добри. Бевте спремни, Слави ти беше спремен дека може да се случи нека И тоа секунди се упраша. Да, му тие времења бевме спремни на све. Колку е тешко да ги извадиш децата од дома, од компјутери, од сите Имаме проблем сериозен околу тие моменти, околу таа исхрана што ја пропаганда ширам невидена, околу исхрана, околу играње на телефони, нездрав начин на живот, страшен проблем. Доаѓаат на тренинг, нефокусирани, значи он има до пред почеток на утакмица на телефон. Игра. Збориме автобус, идеме од хотел на терен, он игра. Не можеш да изиграш тие после. И за дете зборам. Сега тие ги гледаме да ги менјаме тие навики, гледаме да ги менуваме тие навики. Јас сум многу строг околу тој момент, ради тоа што имаат јасното знаење, јас стојам на тоа секогаш дека мене ми требаат за тие селекции. Другар, не мислам за родители. Да. Не сака да биде, сакаш да биде по твој да си тера како ти мислиш. Океј, нека јаде свашта, нека спие у 4, нека заспива во ред, меѓутоа си има група каде што само ќе тренира. Мене ми требаат овде, каде што јас се вложувам 24 сати, јас не се вложувам за џабе, мене ми требаат дечки, ако се мали деца, туку да ги програмирам како што треба за да може фудбалер. Заради тоа што овој момент јас што го раскажав до сега како сум поминал е брутално суров. Има ли идеална возраст кога треба децата да почнат да се занимаваат со тенис? Зборам ако мислат дека ќе успеат во тоа. Види, значи, прво си тој збор занимавање, мене малце ми е, мислам, сега, што значи тоа да се занимаваш? Значи, некако ми е така, без обврска приказна. Ај сега, тоа си доаѓа два пати на ден и 2 пати неделно, по саат време и толку. Значи, од искуство кај мене, значи 5-6 години би била идеалната возраст за да се влезе во процесот. И тие први години треба да се посветат да детето на вистина го засака спортот. Значи да не го откажеме од спортот. Значи најголем број на откажувања настанува тука, кај нас во Македонија. Ке ги запишат на 2 пати неделно, не пуни се тениските школи со така запишани деца. Зашто ги запишувате своите деца на тенис? Па така да спортува. Да. Мислам, све се тоа нека форми кои што се недефинирани целосно и сега во последно време прават повеќе штета отколку било каква добивка. Оди тоа дете кој ќе занеќе тенис, ќе занеќе и спорт, мислам, тек па после тоа ќе поминат време, па после ќе го поведе, нели, имало фудбал у школо, имало ракомет, алколоид, ваму, таму, и од денешка иде таму, па ќе го понесе масата, па иде на друг спорт, па на трет. И јас реќавам едно чудо на луѓе кои што ми кажат, јас сите спортови сум ги поминал. Јас многу си ја сакам верата, многу ја почитувам. Постојано го спомнам Господ и постојано со Дарио секојаш велиме, ајде Господ е со нас, ајде Господ е со нас. Не е тоа туку така кажано, навистина е така. Јас си имам верба во Господ Бог и си ја почитувам и до крајот на животот така ќе остане. Имам голема архива за водици, која што ја покажав, еве го, Дарио ми звони, имаш поздрав од Дарио. Не му се јавам. Нека почека Дарио сега. А може да направиме финта да му се јави, да? Слободно. Знаеш ова дека добро ќе дојде? Дарио, во живо си на подкаст и се договоривме додека снимаме да ти се јавиме за да бидеш дел од овој наш подкаст. Значи, еве го Дарио вика, може? Може да го пуштиме на интерфон? Да. Еве сега на интерфон и во живо да каже. Повели Дарио. Ајде, добро утро, добар ден. Внимавајте, слуша цела нација. Ако слободно нека ме слуша.
секогаш кога пристапуваш, поготово кога е прашање репрезентација, ретко кој се дрзнува да има некаква задна намера. Јас сум влегол со чисто срце и со добра намера на вистина да направиме резултат. Никогаш не сум прашал што ќе ми следува финансиски како надомес за тоа што јас ќе бидам ангажиран. Она што од председателот беше уште во тој период кажано на состанок беше не се секирајте, нема да биде како порано да зимате по 300 евра, ама за сите ќе биде исто. Сите ќе бидете задоволни. И искрено не сум прашал никога што ние од тоа ќе добиеме. Кога заврши првенството, со самото тоа што имав одредени интервјуа за условите во кои што работевме ние како репрезентација, незадоволни челниците на федерацијата од тоа интервју одлучија да го повлечат договорот, да не ми го дадат. Затоа што секретарката во федерација која што ги припрема договорите, имаше јавено неколку дена, дојди, јас после првенството еден ден бевме само овде на прием во влада, кај нашиот поглавар, исто господин Стефан, со целата екипа и другиот ден заминав на одмор со фамилијата, бидејќи 45 дена јас бев тргнат од фамилијата, сакав со децата да си искористам одмор, со моите керки. Само ми беше кажано од секретарката, го повлекоа договорот, знаеш зашто. И интересно, земав една порака да му пишам на генералниот секретар, му викам дали може да знам зашто немам договор само јас подпишано од сите другиот стручни сите, не само што подпишани, дури и исплатени. Викам зашто јас само немам договор подпишан, додека другите се исплатени веќе. Одговорот беше, не знам јас со кого ти си се договарал. Тие што посетиле Лувр или Шонбрун во Виена, значи сигурно приметиле во втората соба во тие кралски дворци задолжително се наоѓаат простории во кои што има билјардни маси и еве самите туристички водичи кои што ги водат тие тури често напоменуваат дека најголемиот временски период и на официрите и на администрацијата, не само во војската, туку ја знам и за Тереза, Марија Тереза, најголемиот дел таму од времето го поминували и можеби едни од најбитните одлуки ете во историјата се носеле таму. Тоа е место во кое што најверојатно прво се опуштале самите луѓе као тип на рекреација, но не било и тоа само единствената поента таму. Веројатно и концентрацијата, фокусот, утре нели понатаму и за донесување на одлуките им се зголемувал и ете тоа е една така интересен дел од историјата. Што е најбитно за резултат? Мускули или нешто сосема друго? Кондиција. Само кондиција. Само кондиција. Само кондиција број 1. Број 1. Ти ако немаш кондиција да употребиш таа техника на тренинг, џабете, не можеш ни да тренираш како треба. Мене барем така ми кажуваше мојот тренер, значи Звонко Јановски вика, мора да имаш ти кондиција за да почнеш да вежбаш. Не можеш од нула ти да почнеш одма, ајде, ќе креваш тегови или ќе удираш. Не можеш, ако не ти работи срце, не го кренеш у високо и да можеш да го спуштиш на кратко време брзо, џабете. Пошто една рунда е кај нас 2 минути, 3 рунди се. Тебе срцето ти работи сигурно 180 за време на таа рунда. Кога си пауза го спушташ, некој си 100, 120, 130, за можеш рекавер да има, па да можеш пак да работиш. Ако не можеш да удираш џабети. Колку сакаш имати и сила и брзина и техника, ако не можеш да удириш, како? Едноставно не иде. Сега може луѓето ја знаат приказната како дојде Лино Червар, ја кажувал тој за оние што не ја знаат. Значи Јорданов прашува кој е тренер што треба да го донесам. Тој точно знал што му треба за да направи клуб. Значи него му требало генерален менаџер на клубот. Кој е тој? Му рекле дека е Лино Червар, од Њујорк авионот во Загреб, од Загреб колата во Умак и тој оди во Умак да договара со Лино Червар. Во тој момент кој веруваше дека Лино Червар може да дојде во еден мал металур таму. Да дојде во Битола и во Вардар и некако
ќе го сватиш, ама во Металург дека ќе дојде, што би рекол тој во едно радничко населје, где хала протипава. Една интересна ситуација е тоа, значи иде Јорданов во Умак и Лино раскажува, вика, значи да, неки тајкун из Македонија долази, жели да ме ангажуе и ја вика ни на крај памет не ми е дека ќе одам во Металург, али нели од куртоазија да го примам човеков. Го прима, а жена му Каролина од Лино му вика, само што го виде, вика, овој ќе те превесла, вика. Му вика на Лино. Че ти Лино да го превеслаш? Не е така едноставно. Вика, овој ќе те превесла. И нормално, сега она се во делот на митови, се дека имаш бланко договор, ти напиши колку треба и за другото не се секирај. И така дојде Лино во Македонија. Јас искрено ви кажам, таму имавме поголема поддршка од цела Франција отколку пред да појдеме од Олимпијадата тука од Македонија. Ние одиме по улици, не гледаат од Македонија со олимписки значиња. Не поздравуваат луѓе, не гледаат постари луѓе, повозрасни. Имаше еден грк уште од 50-тите години преселен од Грција, воопшто не беше проблем ние дека сме од Македонија или било што. Не поздравуваше сите останати. Второ, многу бев импресиониран, односно запрепастен на тренизите во спортската сала по теквондо, каде што трениравме, таму имаше многу волонтери од цел свет, претежно тие беа луѓе кои што беа поврзани некако со теквондото. И салата беше перфектна, значи, ти имаш одредена климатизација, имаш тројца-четворица волонтери околу тебе, трчаат пешкири, води, било што, оклопи ти даваат, фокусари, значи, буквално кога тренираме, ние само сидеме, се ни е достапно тука, значи, феноменални услови за тренирање. И за првиот ден, одиме ние на закажаниот термин, тројца-четворица волонтери колку што ни требаат. И не гледаат како тренираме. Вториот ден, гледаме повеќе волонтери. Не гледаат како вреќе, како фактор. Третиот ден, не гледаат, Македонија, океј, во ред, да, ве чекаме. Сите 30-40 волонтери доаѓаа да гледаат Мила како тренира за Олимписките игри. Имаше 6 сали паралелно, во тие сали никој не гледаше, волонтерите доаѓа Мила да гледа. И он ја препозна и таленти си само рекол, колку е добра, ние ќе навиваме за неја. Сега сежам кога ни кажуваат колку сме биле добри и на денот на надпреварот, волонтерите навиваат сите за Мила. Ова година ќе се одржи на кој датум? 19 и 20. 19 оваа година прв пат организираме по барање на сите што ни биле дури на аматерската трка. Многу е долг овој формат и лимитира бројот на луѓе што може да дојдат. И за да не се повторува истото искуство, решиме да додадеме и техничка трка, што е околу пловки. Се врши на иста локација, не е како ова long distance да почнеш Светинаум да завршиш Охрид, не е ни кружна трка да се вратиш на истата позиција. Туку конкретно се враќаме на истата точка од кај што стартуваме. Оваа година за наша среќа имаме нешто слична прилика како Светинаум да направиме вокалишта во хотел Бисер ни е организирана трката оваа година техничка, каде што стартуваат од плажа, вртат околу 6 пловки и се враќаат на истата локација. Тоа е отприлика 5 до 10 минути за разлика од ова 2,5 часа веслање. И луѓе се пријавуваат и на таа и на long distance трка. Еден ден во саботата на 19 ни е техничката трка, а следниот ден ни овој веќе познат формат на техничка, на long distance трка и на авантура. Во исти ден се тие, еден по друг тргаат. Професионалните тркачи тргаат со камбаните од Светинаум манастирот во 7 часот наутро, завршуваат негде од прилика 9:30-10 во Охрид, а авантуристите потргаат 20 минути после нив, пошто им треба маце повеќе време да се наместат, поголема бројка се они секако, а во секој случај се движат по крајбрежјето, во случај да се сменат временските услови, да можат да искочат кога сакаат. Но мислам дека најголем и најатрактивен момент ќе биде техничката трка во Калишта пред хотел Бисер, бидејќи го покажува на правилен аспект некој начин нашиот спорт. Мислам дека по принцип завршуваме измеѓу 20 јуни и 1 јули. Тука во тој период секоја година имавме над 60 надпревари секоја година, пошто имавме и игравме и европските купови секојаш. Се враќаше после првенство дома или се искористуваше летен одмор? Брзо се враќав дома. Јас сум локал патриот, јас си го сакам Кавадарци многу. И баш тоа му беше чудно на моите соиграчи, вика каков е тој град Кавадарци сега, вика што ти од тука Задар почнува нели летната сезона, сите доаѓаат, плачаат, а ти сакаш да си одиш. Викам,
Може би вас нема да ви се допадне, ама за мене најубавиот град на светот, мислам. Сега реалноста не е таква, него чувствата мои се такви за градот, за околината, за Теквешкото езеро, за планината Кожув. Летоска се повредив, имав малце подолга повреда. Повреда на? Повреда на бедро. Бедро. На почеток не изгледаше како сериозна. Компликации, дали погрешен начин на лечење, дали може би моја мала нетрпеливост, што би препорачал на сите кои што се занимаваат со спорт, дали се фудбалери, дали се кошаркари, ракометари или што е etc. Да не брза да се враќаат на терен што побрзо. И ја тоа не сум го направил еднаш, јас сум го направил еднаш, втор пат, трет пат. Секогаш кога имав повреда, пробав да се вратам побрзо него што се осеќав. Од зимоска, од јануари почнав да тренирам со екипа на припреми, ама пак не беше тоа у фул тренинг. Осеќаш болки и ова, ама ја претоа, тој период претоа, форсирав да се вратам побрзо, да стасам, да почнам сезона. Сакам да стасам, а уствари губиш цела сезона. Тоа е нешто што би сакал сите да научат и да го применат. Ако осеќаш дека си спремен, играј. Ако не осеќаш дека си спремен, најди начин да се лечиш. И доаѓа една ситуација, 90-та година се организира првото светското фудбалско првенство во Италија. Сега во емоцијата спрема Балкан. И тогашниот председател на клубот Ванчо Ѓоргиевски организира патување на 2 автобуса на спортски работници, фудбалери и новинари од Македонија. Мене ми викаат од Нова Македонија не може да одиш, нема кој да работи. Ја пак кај генералниот директор. Викам се. Директоре, ја викам работев тоа 90 дена, викам за која, викам зошто работи? Овие не ме пуштаат до. Кај не те пуштаат? Викам на светско правенство фудбал во Италија. Кој не те пушта? Ама викам не би даваат. Не се секири. И ме пуштија 15 дена, ама пишуваше Нова Македонија не сноси 0 трошоци. Тоа беше услов. Стефане, одам ја кај Балкан Стококомерс, викам овие ме пушти не ми дадоа пари. А првата тура Балкан Стококомерс комплетно ја покри. И доаѓа Љупче Николовски Фуфа, славниот Далмет Фу. Вице-мајсторот беше управо на Балкан. А бевме пријатели веќе. Многу ме сакаш. Јалчо доаѓа на стадион кај мене. Викам, како бе Фу? Доаѓа кај мене. Колку пари е тоа ти требаше да дадеш? Викам, ја прашав у Компас Херц, викам и ми кажа, како сега да речеме 3000 евра. Добро, и Фуфа вади на кожна ташна. Кожна ташна, банкноти, трупови. И ги става парите на нас. И ние бевме многу посветени во тој дел. Дајте клубови, дај да се расшириме. Сега некако тоа ни опадна. Концентрирани сме повеќе на репрезентацијата. Не ми требаат 100 деца. Едно ми треба. Или 2. Дај ми 2. Не ми кажувај ти колку имаш рекреативци. Дај ми 2, што ќе ги носиш у Париз и ќе земат медала и ќе го развијат македонското знание. И ти кој ќе се вратиш у Македонија ќе кажеш, да, ја бев на Гран При, земав или бев на Европско, земав трето, второ, прво. Бев на Балканско, земав 10 медали, 3, 2, 5 медали. Не ми кажувај ти на водно у сабота со кого ќе одиш. Затоа што ние можеме сега да отидеме у сабота на водно, ќе се собереме ние, џиу-џитсу, идеме кондиционо, нели така? Сега, кој може тука тебе да ти води? Ти можеш да одиш 10 години на водно секој викенд, дај ги резултатите вака на ливче, па ја немам. Како ти, што, џабе одиш на водно? Да. Значи, он ти вика, дај ми ти мене, не ми каже 100 души имаш. Ја имам 80. Ја имам 70. Па, добро, дај Боже, ти си, значи, добар педагог. Си ги тргнал тие деца од улица. Да, ама тоа е друга една гранка. Пелестер се мачи со многу неракометни прашања, почнувајќи од некои банални теми, мислам, инфраструктурна поврзаност, немање градинка, основно училиште на англиски јазик. Затоа и бегат странците, таа. Така, значи, они дури знам дека Eurofarm направи некоја мини градинка
интернационална, за да може да има возможност на тие странски играчи да дојдат со семејствата. Значи, се мачат со многу неракометни прашања, поради тоа што Битола со години можеби не се развивала како што треба, државата не и посветувала внимание. Една многу интересна тема што ја кажа Стефче Стефановски на панел дискусијата, дури трагикомична, нема деца Битола. Значи трендот на иселување, трендот на одење по Австралија и по бел свет, трендот на доаѓање во Скопје поради повеќе можности. Значи создава Битола е град со 20-30 илјади изгубени луѓе во изминативе 10-15 години. Значи, тотално неракометна тема. Вардар го мачи. Нема Сала, нема наследник на Михајло, сериозно, кој што ќе тресне на маса и ќе каже од сега, јас како што ќе кажам, ќе биде во клубот. Полека ја враќа, а не може онаа структура што имаше во времето на Самсоненко. Спортски директор, оперативен директор, маркетинг менаџер, значи човек, луѓе на секоја клучна позиција. Вардар го носи тоа бреме на патриотски клуб, на македонски национален клуб, па тешко добива подршка. Ако некој се одважи финансиски да му помогне на Вардар, ќе биде категоризиран. Hvala na pozivu i zaista mi je drago što sam ovde opet u Makedoniji, naveo me put posle mnogo godina. Imam iskustva i igrao sam ovde u Makedoniji i zaista mi je, uvek se oduševim vašom toplinom i vašom dobrodošlicom. Naravno, hranom i pićem, na kraju krajeva. Makedonija, ja sam zaista impresioniran šta sam video sinoć. Imao sam plan da dođem i da posjetim Red Bull Half Court u Makedoniji zadnje 2 godine, ali zbog mojih nekih ličnih obaveza nisam uspeo. Ali se 2 godine priča o ovom nacionalnom finalu. I evo ja posle sinoć, sad kad sam prespavao, sumirao sam utiske i mogu da izjavim da je ovo najbolje nacionalne finale koje sam ja posjetio. Ja posjetio sam ih par. Јас и Слободен печат ќе продолжиме во заедничката мисија. Па така, од десен, на секој понеделник од 20 часот ќе имаме нови спортски приказни. Гледајте.